Операции ставени на стенд-бај поради недостиг на крвни деривати за потребите на хируршките сали. Доктори од приватните болници го вклучија алармот. Велат пациенти со денови чекаат да им биде извршена операција, бидејќи Институтот за трансфузиологија немал доволно крв за да ги задоволи потребите на здравствените установи. Онкологот Милан Ристевски вели оти од пациентите на кои животот им е во опасност се бара да најдат роднини и пријатели кои ќе донираат крв, за да може да им биде извршен хируршкиот зафат. Откако почна пандемијата, крв се потешко и потешко се добива. Скоро сите мои пациенти не можат да дојдат како порано што доаѓа без проблем до крв и крвни деривати. На сите им е кажано дека треба да се викнат своји роднини да даруваат крв. Сега, за нашите, ајде ќе си кажеме дека е полесно, меѓутоа за странските државјани кои што немаат роднини овде, немаат познати во државата, не можат да даруваат крв лица кои што не се државјани на Република Македонија. На тој начин автоматски веќе е стимулирана црната берза на крвно донорство. Доктор Ристевски вели оти ваква е ситуацијата веќе година и половина, откако во Македонија почна корона пандемијата. Тој апелира до здравствените власти подитно да најдат решенија за овој проблем, или пак да им дозволат на приватните болници самите да собираат и да обработуваат крвни деривати за своите пациенти. Затоа постои тој центар за трансфузиологија. Ако тој не си ја врши работата, тогаш ние во нашата болница и другите приватни болници во рамките на својот објект, ако е така, тогаш е окей, ќе повикуваат пријатели, роднини и познаници на пациентот и тогаш таму ќе се обработува крвта, но тоа е противзаконско. Дека состојбата со потребите за крв е алармантна сведочат и апелите за донации кои речиси секојдневно кружат на социјалните мрежи. И деновиве на Facebook кружи една таква објава, во која пациентка сместена на трауматологија моли за дарители на крв од групата Б негатив. Став за ова алфа побара од директорот на Институтот за трансфузиона медицина доктор Садула Усеини. Тој како и обично, ниту одговори на нашите повици, ниту пак ни врати на SMS пораките.